продолжуваме со денешните содржини и за денеска подготвивме еден интересен разговор со Димитар Николовски, директор на организацијата Евротинк. Ова организација постои од 2002 година и главно како непрофитна, невладина и неполитичка организација работи на прашања поврзани со медиумите, евроинтеграциите и воопшто со низа битни општествени прашања. За господинот Николовски, добар ден. Добар ден, благодарам на поканата. Во најавата навестив само која организација Евротинк со оглед дека 2002 година сте формирани, веќе имате над 20 години постоење. Во моментот, кои се актуелните проекти? Па, имаме повеќе проекти, секако се кружат околу темата европски интеграции, меѓутоа не секогаш директно се спомнува тоа во самиот опис на проектите. Во последните неколку години повеќе се концентрираме и на безбедносни прашања. И во моментов работиме на проект за транспарентноста и отчетноста на полицијата и во прилично блиска соработка со МВР за подобрување на некои нивни внатрешни процедури и пристап кон работата, особено кон комуникацијата со јавност. Можам да речам дека оваа тема поред која обработува другите граѓански здруженија. Може би сте единствените што работите на безбедноста и на работата на полицијата. Па има и други кои исто така соработуваат, меѓутоа сме едни од поредките, така да кажам, да бидам фер и кон другите организации. Особено е битно прашањето за перцепцијата на македонската јавност во однос на процесот на наше зачленување во Европската унија или воопшто, што би рекле, оној пакет што ни следи, ни престои. Последните анализи, последните укажувања велат дека во однос на периодот од пред 20 години, само за подсетување, Македонија беше во така наречената јадранска група со Албанија и со Хрватска периодот 2002, 2006, 2007, кога се очекуваше дека многу брзо ќе пристапиме кон преговори и дека ќе бидеме членка. Видовме, Хрватска стана 2013 година, ние сега имаме ново ветување или не знам дали да го речеме ветување, нова проекција, дека може да се надеваме 2030 година би биле членка во Европската унија. Дали целиот овој контекст што го кажав влие врз расположението кај македонската јавност бројот на евроскептиците да расте или бројот на поддржувачите да се намалува? Па прво околу 2030 година како датум не е најасно што всушност значи тоа. Мислам дека оригиналната замисла беше дека самата Европска унија ќе биде спремна за примање на нови членки, а тоа не значи дека и новите членки ќе бидат спремни за да бидат примени. Така да многу повеќе можеби се однесува на тоа на внатрешните реформи во Европската унија, особено во политиките за проширување. Сега за нас 2030 година што значи? Би рекол дека е добро да се има еден ваков датум како цел, врз основа на кој ќе се проектираат активностите. Може би е многу оптимистичен тој датум, но е добро да има па дури и да биде пробиен на крајот, поради тоа што едноставно ќе можеме да го мериме својот успех. Долго е чекањето на македонските граѓани за отпочнување на преговори или сега веќе ако формално сме ги почнале преговорите за отворање за отворање на кластерите, да почнеме. Значи тој еден многу важен чекор да го направиме, сме имале претходно и вета и од Грција, од Франција, Бугарија се уште би рекол де факто е активно тоа вето, така да во нашите истражувања на јавно мислење кои ги правиме од 2014 година, така наречениот Еврометар, лани забележавме огромен пат во евроентузијазмот во 2022 година, каде на прашањето дали сметате дека членството во ЕУ е добра работа, падна тоа од 69% во претходната година на 49%. Значи, помалку од половина. За една година 20% падна тоа позитивно гледање на членството во ЕУ. Влијаеше актуелната политичка ситуација Македонија, Бугарија, Македонија, Европска унија во тој период или луѓето едноставно сватија дека не им се чека повеќе 2030? Да, па видете, сметам дека влијаеше најмногу тоа, ама јас тоа го објаснувам и во нашиот извештај тогаш го напишавме. Прво беше отпорност
поради тоа што покрај сите разочарувања се уште евроентузијазмот беше висок и потоа умор. Умор и од таа отпорност, од таа некоја внатрешна сила кај македонските граѓани се уште да веруваат во... Еден фактор сакам да го искоментирате. Освен што Македонија можеби во некои реформи не покажа добри резултати, зборам за пред година-две. Меѓутоа, оцена беше и на некои европски дипломати дека Македонија е колатерална штета на политиката на одредени членки, а ги исполнила задачите. Дали сега обратно можеме да кажеме дека тие ќе имаат алиби за состојбите во Македонија, дека добро што не почнале преговорите, односно не почнала политиката на членство? Па не можам да се согласам со тоа. Може би навистина одредени држави членки се крија или се уште се кријат зад Бугарија и зад тоа барање за уставните измени, на крајот на тоа се сведе најмногу. Точно. Да, меѓутоа дури тој ќе дојдеме и до темата за прогрес репортот секако, но самото укажување на тоа дека стагнира некоја ситуација не назадува, кажува дека тоа е барем доволно за почнување на отворање на тие кластери. Така да не верувам дека тоа би било доволно добра причина за да бидеме блокирани. Фактор за да не почнат преговорите. Меѓутоа, понатаму, особено во однос на новата методологија која значи и навраќање на претходно постигнат успех, значи ако биле некои кластери или поглавја отворени, па после може да бидат повторно затворени ако се покаже дека уназадува државата, па повторно да мора да има согласност за отварање и тоа би ни помогнало. Ќе се вратиме на овој дел од анализата, меѓутоа сакам да искористам сега еден збор што го употребивте, а за мене е клучен. Реформи во ЕУ. Да се обидеме на гледачите на Слободна ТВ да им објасниме што значи реформи во ЕУ во контекст сега веќе на предстојната изборна година 2024 година, во контекст на нашето членство сега. Значи да претпоставиме преговори, почнуваме, отвараме кластери и одеднаш ќе имате промена во политичкото милје во Европа, во кој што победуваат одредени политички партии и дали таа реформа, зголемување на услови, промена на политичко расположение може да биде фактор кој што ќе го забави нашиот процес. Па има шанси, особено како што кажавте, се очекува поголема популарност на тие десно или крајно десни партии во Европската Унија. И нивната популарност може да влијае на општото расположение кај населението во тие држави, во некои од нив многу клучни држави во однос на проширувањето, да биде помало расположението за проширување. Едноставно да се наоѓаат или нови критериуми или многу построго да се третираат критериумите за напредок за сите земји кандидатки, не само за нас секако. Во однос на реформите тие се очекува значи да почнат посериозно да се спроведуваат и да се дискутираат после изборите, многу јасно во зависност од тоа како ќе биде составот во рамките на Европскиот парламент, односно составот и во самите национални држави. Сега тука би сакал да поставам едно клучно прашање поврзано и со вашата работа во Евротинк, а тоа е улогата на медиумите. Свесни сме дека без демократски медиуми или демократија во државата не може јавноста да биде соодветно информирана. Меѓутоа свесни сме дека имаме лажни вести и свесни сме дека државите имаат и одредени интереси. Како овој контекст вие го гледате сега во наредниот период и улогата на медиумите, не само во Македонија, туку и овие европски медиуми во однос на нашето членство во Европската Унија? Па ние во склоп на еден од нашите проекти кој се вика Медиумите за ЕУ, работиме конкретно на темата на изградба на подобри капацитети кај медиумите во однос на известување на темите кои се однесуваат на преговорите со Европската Унија или самото пристапување на државата во Европската Унија. И за таа цел направивме едно истражување внатре во медиумите, покрај една анкета на јавно мислење, направивме истражување внатре во медиумите каде што им пративме само евалуацијски прашалник на главните уредници. И добивме некои многу интересни податоци, како например тоа дека формалното образование за младите новинари недоволно ги обработува темите на меѓународна политика и европски интеграции, дека најголем дел од медиумите немаат посебен одреден човек, новинар, новинарка, кој ги следи конкретно тие теми, значи специализирана да биде, дека многу малку од нив биле посетувале некои формални обуки, дека екстремно малку
биле на посета, работна посета во Брисел, така да гледаме еден огромна празнина кај нашите медиуми во однос на Европската унија, иако тоа е главната тема за која најчесто се зборува во медиумите. Ние пробуваме преку проектот да ја пополниме таа празнина, особено кај младите новинари. Сега тоа се разбира се однесува кај нас. Во однос на регионот или на европските медиуми, мислам дека гледаме поголема спремност и поголема објективност тука што се однесува на што се случува кај нас и во однос на политиките за проширување. А борбата против лажните вести и дезинформациите е секако глобална. Ние не сме тука премногу уникатни, би рекол, затоа што и најразвиените медиумски системи во моментот се борат со истите проблеми како што се бориме и ние. Господин Николовски, ќе се обидам сега да го променам прашањето и да ве доведам во ситуација да размислувате и од аспект на новинарството, ами и од аспект на она што се нарекува политика на државата. Може ли да се случи медиумите всушност да не ја исполнат, така да кажеме, афирмативната или со други зборови до вчера навредливата ситуација пропагандна политика за поддршка на Европската унија и обратно, дали очекувате да станат повеќе критични во однос на лошите процеси на владата или на владите во Европската унија? Па би рекол дека веќе се критични доволно македонските медиуми. Тука не ни недостасува критичност. Меѓутоа што се однесува на самото известување, особено на позитивен начин, ако можеме така да кажеме, известување во однос на придобивките на Европската унија, тука огромна улога имаат медиумите и мислам дека тука на многу подобар начин може да се адресираат така, тоа е едукативно информативен начин што е потребен на населението и вредностите или придобивките од членството во Европската унија да се представат на одреден поинаков начин. Да, ние во нашите истражувања на јавно мислење веќе гледаме дека се уште Европската унија се гледа како најдобра алтернатива. Меѓутоа гледаме и мал подем на другите алтернативи како на пример БРИКС, кои некои политички актери го промовираат тука. Да, тоа прашање треба да се следи. Останува веројатно генералната политика на оваа влада, веројатно и на секоја друга процесов да продолжи, се зависи од Европската унија какви критериуми или каква реформа ќе направи во наредниот период и колку ќе го отежне тој или ќе го потикне тој пат кон Европската унија. Само да се надоврзам за да завршам мислата. Мора медиумите да се спуштат на едно пониско ниво, на помногу полокално, грасрут што го викаме ние, ниво кај граѓаните, за да многу поопипливо им се објаснат придобивките од потенцијалното членство во Европската унија. Тука тоа се има изгубено во целата таа врева која слушаме околу Бугарија и сета. Без да го диагностицираме сега најновиот извештај на Европската комисија за Македонија, би извел неколку 2-3 поенти како основа за разговор и како прашање. Во однос на минатата година, оцената за подготвеноста за преземање обврските од членството е повисока само во едно поглавје. Значи, за гледачите да објасниме, оцените се движат од 0 до 5. Македонија нема четворка, а добар дел од оценките се во кластер 1 нули. Во однос на другите оцени, во споредба со минатата година, каде што постоело одреден напредок, сега доминираат ограничен напредок. Која е вашата оцена при ваква ситуација? Дали навистина треба сега ние да се престроиме војнички, кои би рекле, за нови реформи? Персонални, кадровски на институција, а потоа ќе дојдем до прашањето каде е најниска оценката? Да, би рекол дека многу се корисни овие извештаи, иако порано имаше многу поголема возбуденост околу извештаите кога излегува. Во последните неколку години не беа ништо спектакуларни, би рекол, и поради тоа не беше толку голема интерес. Административно бирократски. Баш така. Меѓутоа оваа година многу повеќе, баш поради тоа што се нотираше една стагнација во реформите. А очекувањето на јавноста сепак беше дека ќе биде забележен или се очекуваше, затоа се видело очекување, некое подобрување во однос на тие области. Особено по реченицата нема правда, нема мир. Да, се очекуваше, меѓутоа гледаме дека тоа не се нотира, а не треба да
се сомневаме во објективноста и во веродостојноста на овие извештаи затоа што се направени со навистина внимателна методологија. Клучното прашање во кое што извештајот се концентрира се три прашања, поглавје 23, правосудство и фундаментални права, а во рамките на ова поглавје, еве за да не ви ги поставувам поединечно прашањата, во однос на правосудството, во однос на спречување на корупција и во однос на фундаменталните права. Да направиме една дијагноза сега за секоја област посебно. Па за сите генерално би рекол дека да, тука има сериозна стагнација и многу мало. Така. Значи среќа дека нема назадување. Тука тоа е позитивниот дел. Најдов некаде има има минус 1. Да. Тоа е загрижувачки ако да оживееме такво нешто. Тоа е загрижувачки, но ете тоа е само во една област, а во повеќето има или многу мал напредок или стагнација. Меѓутоа сите дипломати овој дел на правната држава, на правото, владењето на правото, демократијата, слободите, човековите права, па дури тука и поглавје 24 правда, слобода и безбедност ги сметаат за клучни. Да, тие се клучни, се дел од тој кластер што се вика фундаменти, значи основните начала на демократскиот развој на државата. А многу што е интересно за мене е сепак во оваа лоша ситуација позитивно е тоа дека можеби за прв пат најмногу се зборува сега за борбата против корупцијата и организираниот криминал, барем откако беше шарената револуција кога се бараше нема правда, нема мир. Би рекол дека јавноста најголема свесност во моментот има за тој проблем и дури на некој начин може да биде тоа поддршка за институциите да се работата многу посериозно. Гледаме одредена политичка волја, но недоволно во моментот за тоа. Според мојата и вашата возраст, двојно сум повозрасен. И веројатно двојно повеќе пати ги имам слушнато зборовите дека судството треба да биде на судиите и дека тие треба самите да ги спроведат реформите. Кој ќе биде вашиот коментар, вашето мислење, како ви речам дека и 30 години 34 години по независноста на Македонија, ние се уште се движиме на или нашето очекување дека судиите ќе се реформираат самите. За подготовката на оваа емисија еден пријател ми рече води сметка дека врана очи не вади. Дали на вистина дојдени сме до ситуација каде што на судството треба да му се испрати црвен картон и другите институции како што се собранието и воопшто она што се нарекува демократија да се среди судството заради тоа што ако продолжи наредната 24 година, мислам дека оцените тогаш ќе бидат на вистина загрижувачки. И другите две гранки на власта истото го кажуваат и го посочуваат клучниот проблем во судството. И гледаме дека многу истражни постапки пропаѓаат токму поради судството, така да дефинитивно мора да се даде еден црвен картон тука и дека мора и да му се даде огромна поддршка повторно. Некоја таа поддршка нели беше и одземања од страна на холанганите, но повторно се даде голема поддршка и да се работи со тие структури внатре во судството кои покажуваат волја за реформи, затоа што такви постојат, но гледаме дека често им се групираат против нив на англиски gang up, како банда против нив се видовме кои беа оцените за судскиот совет во извештајот, каде што се покажа дека таа институција има многу мал авторитет и воопшто кај судиите, а очигледно дека персоналната измена прашање дали може да доведе до квалитет. Па да, не тука мора дали темелно. Може да се размислува за целокупниот формат на тој судски совет каде што 8 суди, еве сега деновиве бев на една дебата каде што беше кажано како мислење, го отвараме како мислење, дека всушност во тој судски совет најмалку треба да има суди, а они се мнозинство, 8 се, односно дека треба да бидат сосема други луѓе кои што ќе го сваќаат општествениот јавен интерес за тоа што е добро судство. И по логиката, јас не сум правник, ако можат 12 луѓе да носат пресуда за некој што е виновен во општеството, така, порота, а судијата да ја одредува казната, не гледам зошто во демократско општество би им се одземало правото на луѓето што имаат на вистина голем углед да ги бираат судиите, а не се суди. Да, тоа е интересен пристап за кој јас не сум размислувал лично, а и не сум експерт конкретно во темата судство, така да не би можел Не мора да се отвори дебатата, да се отвори дебатата заради тоа што видовме на кое ниско ниво падна судскиот совет со оние разговори меѓу себе како колеги
независно дали се суди или соработници, а колку што е познато на јавноста и воопшто така е уредено, тие се избрани од судиите, од собранието и од собранието на Република Македонија. Со еден збор, највисоките институции за да се подигне тој авторитет. Каква е состојбата тогаш со она што се нарекува персонален квалитет на судиите? Дали јавноста се сомнева и во делењето на правдата кај луѓето? Оно што го викаме доверба во судството или високо ниво на недоверба? Да, ние тоа го мериме исто така во нашите истражувања и гледаме барем 2 години поред дека судството е на најниско ниво на доверба кај граѓаните. Едноцифрени се бројките, мислам 6 и 8% беа низ годините. Така да дефинитивно општо граѓанството се сомнева во објективност и во професионалноста на судиите. Тоа го гледаме понекогаш и од некои политичари кои даваат извештаи кои велат сами судии се нудат да ни направат услуга, на нас за после да можат и тие да бараат против услуга. Значи не е секогаш само за политички притисок врз судиите. Многу често е и судиите умилкување на власт. Мерки против корупцијата? Па сега не знам на што алудирате. Еве една да речеме, јас се сеќам пред 10 на 15 години, не е ни битна личноста што ја рече тие што се принудени да даваат. Најчесто го зема примерот со здравството, каде што луѓето имаат блиски, каде што се уценети блиските на пациентот, вика дајте им ослободителна пресуда и одма ќе знаете кој примиле мито. Видете кај во однос на мерки против корупцијата, мислам дека најмногу политичка волја треба тука и за темелни реформи, размонтирување на овој систем. Меѓутоа, тоа мора политичка волја тука, која што ја гледаме прилично ограничена во овој момент. И сакам да го завршиме овој разговор со едно прашање. Македонија е пред избори. Оцените за изборите се дека релативно е добро, дека се спроведуваат и нема напредок. Односно, оцената е дека од последните избори немало инциденти. Дали очекувате, независно што немаме се уште техничка влада, дека ќе дојде до техничка влада, тоа значи опозицијата да партиципира и најбројната партија да го даде премиерот, и дали очекувате во таква констелација дека изборите на вистина ќе поминат со највисоки оцени од ОПСЕ и од другите наблюдувачи? Па јас очекувам да се формира техничката влада, мислам дека на крајот тоа ќе биде во интерес и на опозицијата да учествува на овој начин. Зашто ќе се фрли друга светлина во однос на процесот. Така, да, а со тоа и да почнат да се дискутираат многу посериозно да се дискутираат за промена на тоа на таа одредба барем за следните избори, дека може би треба да се оттргнеме од таа техничка влада. Да не постои. Тоа е некое признание дека се уште состојбите во државата не се на ниво на институција и на ниво на законите. Да. Така да мислам дека тоа треба да се напушти од следните избори па натаму. Во однос на валидноста на овие избори, мислам дека ќе гледаме одредени неправилности како и секогаш, но дека нема да отскокнуваат од некои стандардни избори кои биле кај нас. Ќе ми дозволите ли да ви извадам од контекст дека ако не влезе опозицијата во владата и не биде техничка, дека може да очекуваме избори што ќе фрлат поинаква светлина, па дури и опозицијата ќе ги оспори. Вие тоа не го рековте, ама јас сега го карикирам во однос на учеството на опозицијата. Па ако така ги поставиме работите, да. Очекувате дури и опозицијата така да реагира после тоа? Да, ако не влезе во техничката. Ако не влезе. Да. Николовски, останува да ги следите овие процеси. Навистина, Македонија има голема шанса, тоа е неспорно во однос на целиот овој 30 годишен период, меѓутоа кадровските потенцијали и институционалниот капацитет се покажуваат понекогаш како сериозен проблем за исполнување на домашните задачи. За крај, ваш коментар? Оптимист? Секогаш сум оптимист, внимателен оптимист, но треба да се размислува на тој дека не сме веќе да се губи време и дека треба многу по-сериозно да се работи и да не се оставаат, барем што е можно повеќе,
да се гледа на тоа дека не треба да се остава на случајностите и на нешто што е неизвестно. Ја почнавме темата со вашата област како безбедност. Само едно прашање, кратко, поглавје 24, тоа допрво ќе се отвара, правда, слобода и безбедност. Дали барем очекуваме дека овде можеби оцените ќе бидат подобри за Македонија? Па да очекуваме за следното, да, мислам дека тука има се гледа некоја волја за реформи и мислам дека барем следната година ќе бидат подобри оценките. Николовски, ви благодарам за гостувањето на Слободна ТВ и секако во наредниот период да бидете повторно поканет и да бидете позитивно одговорен за оваа работа, да може да направиме уште едно интервју. Ви благодарам на поканата што имаш. Почитувани гледачи, беше ова Димитар Николовски, директор на организацијата Евротинкс, со кого разговаравме за прашања поврзани со нашето членство во Европската Унија. Продолжуваме со други содржини.